Со 22 гласа за, 1 против и 3 воздржани, Советот на општина Куманово ја усвои предлог одлуката за отпис на побарувања по основ на комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија заклучно со 2018 година и данок на имот за правни и физички лица заклучно со 2012 година. По долгата дискусија во Советот на фирмите и граѓаните, поради апсолутна застареност како што велат надлежните, им е простена сума од речиси 1.300.000 евра. Дел од советниците реагираа на самото образложение доставено од секторот за даноци и такси. Истакнаа дека образложението не е согласно законот, односно е нецелосно и необјаснето, а од нив велат се бара да амнестираат ваква сума. Прашаа зошто и кој дозволил овие средства да станат нереални и да не може да ги наплати општината и дали некој сноси одговорност. Потенцира и дека отпис треба да се прави секоја година, а во Куманово последниот е направен во 2019-та. Побараа точката да биде повлечена, уредена па потоа да се најде на дневен ред. Дали мислите дека со тоа појаснување што го дадовте денеска, советниците овде треба така лесно да стиснат за и на тој начин да ги амнестираат сите кои се вградиле во ненаплаќањето на даноците, како што кажувате и како што стои во одлуката до 2012 и 2018 година. Ми велат колеги, ама знаеш, ова се има апсолутна застареност. И знаеш, тие пари општината никогаш нема да ги наплати. Па јасно е, луѓе. Знам. Но зошто општината нема да ги наплати? Зошто општината до сега не ги наплатила? Кажавте многу и во тој дел. Имало двојно, тројно оданочување, имало субјекти кои што воопшто не биле оданочени. Па не знам, употребивте и сам кажавте дека во прашање се доведува дали биле дистрибуирани како треба даночните решенија или не. Ама ние денеска со одлука сето тоа треба да го амнестираме, да го покриеме, Советот така одлучил и одиме понатаму. Што се можело да се направи за тие средства, за тие пари? Сите знаеме, работиме во некоја институција и кога се прави попис, се бара и компјутер, и столче, и ако фалат, велиме каде се. Па денеска јас велам каде се 1.300.000 евра општински пари. Ова одлука која ни беше доставена како материјали за 20 точка, значи не можам да не се јавам и да не коментирам, бидејќи истата во своето образложение е многу необразложена, како да кажам, многу штура. Значи, истата е составена од 2 члена, составена од 5 реченици. Во сите тие 5 реченици само гледаме многу големи бројки, астрономски бројки со милиони. Необразложени, како, од кои причини самото даночно одделение раководителот не преземал некои мерки, или доколку преземал, кои мерки биле преземени, за да не се зголеми тој долг на тие граѓани, на правни лица, значи по основ на фирмарина, на данок на имот. Раководителот на секторот за даноци и такси Стојановски потсети дека општината во 2019 година извршила отпис на данок на имоти физички и правни лица, заклучно со 2008 година, а за фирмарина или комунална такса заклучно со 2010 година. И тогаш биле отпишани над 42 милиони денари. Истакна дека тоа е направено поради апсолутна застареност, откако општината ги исполнила сите законски можности за наплата. Потенцираше дека секторот овие последни 5 години работи совесно и неселективно и се обидува да ги наплати побарувањата. Овие побарувања вели се нереални и нема можност да ги наплатиме, а се доведува во прашање самата реализација. Напомена и дека отписот се прави за фирми кои веќе се избришани. Рече има фирми и субјекти на кои им се пуштени блокади, кои се активни но немаат средства. За нив ќе се чека за наплата, а напомена и дека во наредните години повторно може пред Советот да се најде ваква точка. 1.266.956 евра се во прашање, преведено во евра. Од тој износ 1 милион евра отпаѓа на законот за трговски друштва и централен регистар. Значи, ние сме ги направиле сите действија за да ги наплатиме тие пари, но не можеме да ги наплатиме. Не сме ги ние избришале тие субјекти,
Значи, сме пуштиле блокади, толку завршиле работата, од Централен регистар ги извршиле. Правни лица, 5,5 милиони за 4 години. Иста состојба. Сме ги спровеле сите законски действија. Единствено што кажав за физички лица, дека не сме дошле до момент да блокираме, затоа што немало достави. Сега вие ги извртувате малку овие работи. Образложението е многу јасно, каде што се дефинирани сите членови по основ на кој се брише и кажува за релативна, апсолутна застареност и застареност за комунални такси. Стојановски потсети дека до 2019 година дистрибуцијата на решенијата за данок до физички лица ја вршеле доставувачи од општината, пошто е потпишан договор со Македонска пошта и решенијата биле навремено доставувани. Нагласи дека граѓаните за данок на имот се уште не се блокирани, бидејќи податоците во системот од претходните години се нецелосни. Тој се согласи дека отпис на побарувања треба да се прави на годишно ниво.